Ова е уште табу тема, знаеш, ние сега ова го збориме и мислиме дека е нормално и се, ама ние сме некој круг на луѓе кај што е тоа нормално, тоа не е општо прифатлив, затоа имаме уште работа. Многу нееднаш ми дојде многу работи во животот, те конференции и подкастот доживеа некој можеби успех, како се носиш со тоа, млаци, поима немаш, нормално е не да се изгубиш, не многу нормално и не си го ни зима во ни еден момент здраво за готово. И сега кога е тешко, нормално да е тешко, не знам како сметав дека ќе биде лесно, а и кога ми кажува дека е тешко, ја бев спремен да биде 5 пати потешко. Како еднаш сега ми е мене тешкото многу тешко. Да земеш до едно да одбереш, тешко ти е тоа да го сватиш. Се е на карта ако правиш бизнис да биде cool бизнис че, значи cool подкаст че, нешто се на cool да биде, а ништо од тоа не е cool. Да. Значи ништо не во градењето и во правењето, значи тотално не е cool и тотално е само работа, посветување, откажување, жртва. Ѓорги, како си? Одличен, фала на прашање. Ти како си? Добар сум ја. Мислам дека ова ни е прв пат Дежа ву имаме... ми, Да. Прв пат да имаме именјак, да имам именјак. Прв Ѓорги? Да, прв Ѓорги. Ја не знам дали сум имал Ѓорги некојаш. Да. Сум нему. И Ке доеш ти интересно е- исто ќе беш први. Интересно е што мислам дека ако земеме 5 луѓе по името Ѓорги, 5 различни спелувања ќе имаме на тоа име. Така што тоа ми е секогаш јако со името моја, мајд. Сите гости ги прашам, ти најави пред снимање, што е за тебе ментално здраве? Да, ми најави пред една минута, 10 са бајле и никогаш тоа во крана не снимам искрено јас. Да? И секогаш ми е шок са бајле нешто да снимам, ти веројатно си имаш Ние од Сабајле снимаме секогаш. И са бајлечки е стварно тешко некако ми е да влезеш во мојот, ја поиша сакам некој после пладневни така термини, што е ментално здравје за мене. Пуф. Значи, вака, се во една реченица, ако морам, веројатно, како го доживам јас е некоја способност да можеш чисто да рефлектираш како ти се случуваат емоциите у телото и да носиш некој рационален заклучок на основа тоа, за да знаеш да ги складираш, да ги местиш кај се, што се, кај има местото во моментот, како што е кардио, колку брзо можеш да се опораиш физички, нели, срцето, веројатно тоа е колку можеш емотивно да се опориш и колку можеш да бидеш онака бистар и да можеш да се рефлектираш себе си, колку добро можеш да се рефлектираш, веројатно. Сега ќе открием овој може друга дефиниција. Да. Па не, ја и затоа ти кажав и пред снимање, мене ми е интересно да опочнеме разговорот со тоа дека пак е подкаст за ментално здравје, ама имаме разговори ние со луѓе кои се професионалци, терапевти, психолози, псијатри, што навлегуваме детално на дефинициски што е анксиозно, што е депресија, па што е нарцизам, едно друго, ама вака сакам да разговарам со луѓе кои што се од најразлични сфери работат, најразлични работи и причината зашто го поставам прашањето е поради тоа што сите имаме некоја различна дефиниција и различно го сваќаме. За тебе што е? За мене ментално здравје многу работи ми се вртат во главата, ама буквално е тоа можноста да нешто слично на тебе да согледаш на кога ти се случува работите да знаеш што да направиш. Не знам, ми се случува нешто лошо, окей. Да знаеш кај да го стаеш. Да знаеш окей, се чувствам тажен. Ќе си дозволам да се чувствам така. Ќе согледам зошто се чувствам така, ако треба да разговарам со некој ќе разговарам и после ќе превземам чекор што понатаму. Значи можноста да согледам окей, што се случува, да си дозволам да се чувствувам така, без разлика дали е тара, среќа, радост, пошто ни треба ние ако тоа ја го имам искуство, ако оставам и ајде сега се чувствувам тажен, ми се десило нешто лошо, ама ќе тргнам на страна и идеме дале. Ќе потиснеш, да. После тоа се појавува и многу полош. Така што валјда да, за мене е тоа, кај што ќе си дозволам да се чувствувам како што се чувствувам, да согледам зошто е тоа така, и што после тоа ќе направам. Јас секогаш викам, ние у животот имаме можност да контролираме само 3 работи. Како гледаме на работите што ни се дешаваат, како ќе одговориме и колку ефорт ќе ставиме у тоа. Другото, реално не можеш. Ја тебе не можам сега да те контролирам што ќе ми кажеш на подкаст. Само можам тоа што ќе ми го кажеш, окей, како ќе примам јас, дали ќе те слушам или не, како ќе ти одговорам и колку ја ќе се внесам во овој разговор. Да. Тоа е. Дефинитивно. Зезната тема. Интересна тема, обработуваш. Тешка тема некојаш, ама
Да, па ја, знаеш, интересно што луѓе кои ги викам на подкастов и си, што имам ја да зборам се за ментално здравје, Да. што ја. Ама мислам дека, знаеш, поради тоа што го правиме менталното здравје да биде некој, не знам, баук, сега големо. Да. Не, тоа е ментално здравје како Најнормално нешто. како ќе поминам ја денот денеска, дали ќе си посветам малце време на себе, дали ќе се прашам како сум. Да. Или идеме 100 на сат, бам, работа едно друго и ти не си застанал. До првата бандера. Да. И после тоа, не знам, после 5-6 години, не знам, ќе паднеш burnout, депресија, што и да, и после чекај бе као се деси тоа. Да. Тие се тоа е за мене и колку повеќе мислам дека разговараме за ментално здравје вака, многу полесно на сите ќе ни стане да разгледаме оке кои ни се приоритети, зошто ги правиме работи, што ги правиме. И мислам дека од таму почнува се. Ако мене приоритетот ми се, не знам, парите, моќта, славата, не знам до кај ќе стигнам, ама ако приоритети ми се да тоа што правам, да уживам во тоа и да се обидам да бидам најдобар во тоа, најверојатно ќе добијам и таа слава и тие пари и што и да е. Иако тоа може би ми е на 10-то место, сакаш. Ама тоа ми е многу важно, тоа е причина зошто како си, зошто ментално здравје, зошто разговор со тебе денеска. Сакам луѓе да ги натерам да размислуваат на менталното здравје на некој поразличен. Да, има моменти кај што ти треба да разговараш со психијатар, со психолог, со терапевт. Има моменти кај што треба и клиничка диагноза и лекување и се тоа. Ама најчесто е како ги гледаме работи. Се согласувам. Да. И треба да се збори, затоа поддржувам иницијативата птен што ја правиш и ми се свиѓа и треба, знаеш, многу работи се кај нас табу тема, уште и ова е уште табу тема, знаеш, ние сега го збориме и мислиме дека е нормално и се, ама ние сме некој круг на луѓе кај што е тоа нормално, тоа не е општо прифатлив, затоа имаме уште работа. Општо еве ти у сферата на ментално здравје, на well-being, нели модерно некако. И јас у сферата на претприемништво мислам дека уште сме далеку од таму кај што треба да бидеме. И често и јас знам да се најдам, знаеш, у таа замка, сега така размислуваат луѓето што јас ги знам, еве ја и ти така размислуваме, колешката твоја, знаеш, и кога некој затворен круг на луѓе си мислиш, да, тоа е прифатливо, сега, ама мислам дека имам и одговорност, нели веќе како креатори, ти веројатно ја чувствуваш биејќи доста епизоди, 90 епизоди, јас ќе имам 90-та епизода, така нешто? Да. Не, ти ќе бидеш на кај 100-та идеш ти, 96-та, 7-та може ќе биде. Така, ја веќе јас имам денес 70-та, значи, се осеќа некоја одговорност кога веќе го правиш, нели претходно некако наивно ја влегов у сева, му осеќаш одговорност дека кога си се фатил веќе за темата, треба да пробаш да најдеш начин да ја пуштиш на што е можно поголем етер да стигне, ако ти веруваш во таа тема и веруваш дека некој ќе има бенефит од тоа. Да, и на некој начин ние сме привилегирани да имаме таа можност дали од времето во кое живееме, дали од животите што сме ги имале, како сме израснати, па можностите што сме ги имале, бидејќи реално сега голем дел од луѓето не може да си дозволат и да дојдат и да прават подкасти да зборуваат за некои теми, туку треба да работат макотрпно и да работат со сати за да може да се обезбедат живеачки. И кога веќе јас знам дека имам привилегирана можност да зборувам за ова, некој ми дал микрофон, ми дал камера. Ама ти си ја заслужила некој начин, знаеш, ја така се размислав претходно, ама пак замисли еве кога ќе се навратиш колкава жртва е се овие сега, нели, да не ја претаруваме темата, ама општо зборење, трошење у разговори со луѓе, колку се преиспитуваш, колку бараш некој рецепт за разговор, колку на друг ниво го размислаш, нели, тоа самиот разговор и колку, не знам, во мојот случај, колку работи, колку време така се откажував од работи за само да снимам, само да снимам, така што треба нека ти фала на себе да си кажеш, човек и браво И се согласувам, не викам привилегирана од смисла дека е нешто лошо. Иначе е привилегија, да, зборим секоја недела со различни луѓе, тоа е стварно. Тоа е стварно и веќе која, знаеш, која си ја имаш таа можност, си изработил да дојдеш да ја добиеш таа можност. Дај да направиме најдоброто што можеме за да така и ние веќе кога почнувавме, што ќе дали ќе правиме подкаст, дали ќе правиме кратки видеа, дали ќе и гледа се, ајде се, подкастов, јас сум некој кој што слуша подкасти уште кога бев усредно. Тоа на македонски, дали еден подкаст имаше. Па после тоа, не знам, пробав подкаст за време на корона, правевме со колеги од факултет, Zoom, едно друго, и од секој сум сметал дека е стварно една форма на медиум кој што можеш
да запознаеш некој човек на многу подлабоко ниво, поготоа ако го имаш времето, ако имаш таа отворено со другата страна, и затоа викам ајде идеме со подкаст. И сега овие 90 и нешто епизоди што сме ги направиле, знам дека у секоја епизода сум влегол со тоа дај да му помогнам на еден човек кој што не слуша. Без разлика дали ќе не слуша 1000, 2000, 10.000 колку и да се. Дали можем на еден што ќе не слуша да му помогне нешто. И така е, секогаш е, знаеш, малце пред да почнеме зборевме за тоа, знаеш колку луѓе гледаат бројките и слично. Ама дефинитивно не е ослика за тоа, за ништо баш зборевме, нели ви спомнав за конференцијата последна што ја правевме. 300 гости имавме во октомври, имавме 400, претходно имавме 200 и кусур во февруар, значи за година ден имав 1000 луѓе кои дојдоа од подкаста. Вака кога ќе видиш 1000 прегледи овој подкаст ако има, онака ги подценуваш, реално е као ништо, а многу е всушност. И треба, знаеш, и ние треба може подобри да станеме како да се гради заедница. Треба да се научат работи, така не треба нешто да чекаш да се деси, него се учат полека работи. Одбираш дали си у ова сега или не си, тераш. Да, тоа е интересно, ама не, тоа е интересно колку само знаеш некојаш, пошто сме научени на многу на брзо, на инстант и социјални медиуми барем денеска така се, вирални 3 секунди. Дали шорт за Reels или шо е, да? Па и се, брат, ама и знаеш, и тој муабет цело време ми мене. Има многу луѓе шортови што гледат, ама претпоставам и ти не си таков. Јас например само долга форма гледам. Има многу луѓе што гледат долга форма, и ние што не гледат, и мене веќе и престанав и тој муабет да го правам подкаст. Сите кај сме, шо сме, 3 секунди, 5 секунди, значи не е така, има луѓе што се темелни, што се потемелни од мене и од тебе и што потемелно ќе го гледат и овој муабет путре ќе ми искоментираат. Знаеш што ти значат такви луѓе што се у темата. Да. И сега тие се обструкциите се такви едноставно, стварно е језиво малце кога се гледа така, ама од друга страна и сигурно има и добра страна и ведри, ја гледам секогаш и таа повеќе да се застапува. Ја едно време баш тоа се у подкастот некако премногу фатив на таа страна. А почнав подкастот ми беше идејата и замислат да има само добри приказни, само знаеш, no set stories некако ми беше. Пошто и секој има тажна, нели убаво е да збориме и треба секој да си биде отворен и да каже за себе, ама ми беше некако кога почнав, не знам тоа како се смени. Интересно е сега кога правам ретроспектива. Значи размислав no set stories, да има само добри приказни, знаеш, да има вредност сега некој да извади како што сум направил, да има нешто што ќе го бутне од муабетов малце, нели некој едж да направи, да нешто да пробие. И некако многу отидов и јас према тие теми, и ова е вака, она е така, веројатно не знам, малце се фрустрираш у процесот и све нормално и млад си, очекувања имаш. Ама гледам пак да се вратам на тоа. Баш денес имам гостин дечко што снима документарен филм за рушење на 2 светски рекорди во еден ден. И тоа он ми збори, знаеш, баш зборевме и многу ми остави впечаток муабетот, као секој наш филм и секој окей, разбирам, таков не е системот, такво не е општеството. Се е некоја трагедија, се е нешто на државна клиника, лошо, некој се пати, се мачи, значи такви ситуации, да не зборам милион сега ситуации што се дешаваат, ако почнеме таа тема, нели ние само за тие теми знаеме. А факт е дека има и други работи добри што се случуваат. Ја не викам да игнорираме сега ово и вака, така постапо, семејно насилство врз жени. Се тоа постои веројатно во поголема мера него ние што мислиме, ама ние сме претрупани само со тие информации, брат. А кај ова се другото? 2 рекорди срушил во Македонија во еден ден, филм има за тоа. Каде е тоа? Него не знаеме. Па ајде како ги срушил, што е, како е, што е тоа фри хайкинг, зашто е, како е, знаеш, малце така си даеме слобода и убави работи да гледаме, пошто стварно не знам, малце ќе препукаме ние со ова. Да, па буквално тие социјални медиуми некојаш може да ти доаѓаат и као на некој начин на црна хроника, кај што се она ти треба. А медиуми па да не зборам тоа. Да. Ама ти треба она вести кои што ќе ти помогнат да гледаш малце, пошто тоа секој викам, ако ја нонстоп сум. Тоа и со луѓе така, ако си нонстоп помеѓу негативни луѓе или луѓе кои што гледаат на лошите работи, па тоа е така стануваш и тоа е реалност. И па тоа е нашата задача, и таа задача имав кога тргнав подкастот, и некако малци јас се изменив бидејќи многу нееднаш ми дојде многу работи во животот, те конференции и подкастот доживеа некој можеби успех, како се носиш со тоа, млаци, поима немаш едност, нормално е не да се изгубиш, многу нормално и не си го низимав во ни еден момент здраво за готово, ама премногу почнав некои теми, а нешто да се фрустрирам од нешто, не беше тоа
замислата зашто ја почнав. И кој сум ја у суштина и што е сега возможно одеднаш почнав да гледам повеќе да го правиш е невозможно нашата држава, некој ако ме праша. No. Невозможно е финансиски, невозможно е гости да најдеш, невозможно е некој да те гледа, невозможно е нешто да монетизираш послото, невозможно е да живееш од тоа. Ама нели си пробал? No. И треба само тој сегмент што си пробал и што си го направил и кога ќе пробаш све се менува одеднаш. И само за таа карта да се држаме, не овие сите црни, бидејќи има доста луѓе што црнати, што им е смешно ова се и што не разбират, гледам да скроз да елиминирам брат. Тој ми се збори само за као за добри работи. И тоа е она кај што ние одлучуваме, тоа што кажав на сам почеток, ние одлучуваме како ќе гледаме на работи. Ако ја имам став дека се е црно и дека тоа со Аманда е жена ми која што е шведенка и американка. Ти си женат? Да. Прст. и пази се, она веќе цела година живее туку во Македонија. И тоа нонстоп го збориме колку само ако она кај што има преживеано и во Шведска, и во Америка дел од нејзиниот живот, кај што е многу поразлично туку и сега она ако дојде и гледа на сите, не знам, ѓубрето не се фрла, ова е така, корупција има, па вака, па... Ние имавме мал милион проблеми за нејзе документи да ги признаат тука, као демек, знаеш, у стилот, ако продолжиш сега и гледаш, ние ќе си идеме од тука. Ама ако си дозволиш, окей, и луѓето што се околу нас, дали е тешко е, дали има корупција, има, дали ѓубрето не се фрла, воздух е така, окей, ама не е тоа се, исто има премногу убави работи, храната е ваква, луѓето се доста... Мирно е. Знаеш, од се уште за безбеден разлика од аспект, светот, ако споредиш со... И мораш да... Знаеш, мора да имаш тој баланс помеѓу, окей, реалноста што се случува, ама и добрите позитивни работи. Ние ако сме одлучили сега да живееме тука сме. Не размисламе, ама ако живееме у Шведска многу поубаво ќе биде. Да, може би ќе биде, ама не сме таму. И па тоа е многу битен сегмент, очигледно кога ќе се фатиш за нешто, значи тоа да го направиш ти да... Значи, оно не постои само од себе као добро. No. И исто и за подкаст, значи не постои, нема шанси, тоа е стварно пукање у празно, е многу често вака рационално ако ги отвориме картите, пукање у празно. Ама ти со целата таа енергија, со времето што ќе вложиш, значи си треба и години, ние скоро трета година праење ова, ќе го обликуваш некако, ќе го направиш и ќе биде на крај твое, ќе личи на тебе некако тоа што си го направил и ќе бидеш задоволен веројатно со тоа, не сега не еднаш пеј да ти се даде, а и нигде у светот не се дава. Тоа е малце и заблуда, така што. No. Да, и тоа и се со кој споредуваш и дали споредуваш. Ако гледаш тоа да направиш тоа што си замислил и да биде свој, да биде квалитетно, знаеш, некојаш, споредбата е убава, ама например, Ами нема зашто го нема зашто, ја например сега баш ми мило што има повеќе подкасти кај нас и повеќе различни подкасти, бидејќи така луѓе може да дознаат. Пак ти викам, ја најчесто подкасти конзумирам. Не слушам многу музика, се аудиокниги почнав нешто, ама подкасти на македонски јазик мислам можам да направат голема промена кај дефинитивно кај луѓето и тоа е позитивна промена, да не биде, пошто ги имаме тие големиве ексклузивни Лазаров, Боки 13, ги имаме тие подкасти, тие ги си терат и ја некојаш и не ги ни сметам за повеќе се YouTube шоу, ако што се големи луѓе ги слушаат. Ама ако луѓе разгледат убаво какви се подкасти моментално има во Македонија, мислам дека може да ти помогне да и колку подкасти фалат. Ама, знаеш, ајде да не гледаме што фали, ама, знаеш, зборам кога луѓето можност да правиш за нешто. Знаеш, некој ќе ми рече премногу има. Викам, апсолутно има премалце. Значи, колку има луѓе што треба да впијат информација, што имаат потреба од информација. Разни ниши, не знам, саати, гардероба, технологија, маркетинг, ментално здравје, опрема, камери. Ментално здравје, например, и самиот концепт ментално здравје ти можеш да направиш многу различни начини, затоа ние сега почнуваме со спортов и ментално здравје, кај што ќе се посветиме на ова, ќе направиме настан, ќе гледаме да собереме луѓе уживо, да зборуваме за колку е важно ментално здравје и спортот. Тоа е гениално, исто ми се свиеше многу идејата, браво. Некој може да земе и да направи тоа за не знам, за камери, за видеопродукција, како се прави подкаст, тоа може да го направиме. Има мал милион работи, баш е убаво што има и повеќе, затоа сакав. Најглупата теза увек на свет, ама се тоа како американците го имаат, кажам кога ние што боле, кажам. Таа уште не ја сваќам како. Знаеш, како све има, ама и нема, сваќа. Јесте ги има сите информации на светот ако гледаш ти така.
Ама пак каналот на кој ти ќе опробиеш до луѓето и луѓето кој ќе опробиеш е многу уникатен. Контекстот е различен, не може се некој американец Контекстот е премногу повеќе различен. да знае за како да се успее у Македонија, у не знам, одредена област или кои се не знам, предизвици у Македонија од јас и ние ти. тука, да. Значи пак таа е реалноста, ние тука сме, живееме, твориме и ги знаеме работија. И да, убаво е. Кажи ми се, А што спортуваш ти прво да те ја спомна за спорт? Ја баш вчера кога снимам векот, јас се пензионирав од играње кошарка на 16 години, што не ме биваше. Тренер сум кошарка и бейсбол. Ама бейсбол во Македонија нема. Каде е тоа? Имаме клуб регистрирано, ама немаме деца. Имавме неколку години поред тренинзи, немаме. Бейсбол. А ти кај ти Ја дојде тоа? Ја имав година дена поминато во Америка и таму играв кошарка малку средно и после тоа бейсбол доаѓа, пошто во Америка сезониве се и тоа гениално ми е. Амерички фудбал играат од август до ноември, после тоа имаш кошарка до март и од март ти е атлетика и бейсбол. И ја Поделено име. да, и многу, знаеш, за развој на едно дете ми е многу прејако, бидејќи тоа дете учи како, ако некој е најдобар у кошарка, игра амерички фудбал и бейсбол, учи како да се справува со различни работи, различни мускули работи, ама Да. и психички и ментално. И така ја бейсбол го запомнив кога се вратив. Тука се вратив со бейсбол палка у куфер. Среќа не ми ја конфискува на аеродром. И сега имам мал милион на опрема, ама немаме деца. И тоа ми е да може да се посветам на еден спорт би бил бейсболот. Ама и кошарка ја сакам и тренер сум. И баш, знаеш, гледам колку е само потребно нешто тако како што ние сега се обидуваме да направиме со 3D спорт и ќе видиме како ќе успее. Само напред. Да. Па до некаде го следам и твојот пример, кај што, знаеш, користиш една база на луѓе. на луѓе кои што си ја создал преку 2 години тоаш подкаст и како тие луѓе да им донесеш некоја корист и да ги И да што им сакаат помогнеш тие луѓе. уживо, да видиш што сакаат, што им треба, зошто те слуша, знаеш, и од како ти дое таа идеја да направиш тој џамп од окей сега подкаст онлайн, имаш маркетинг агенција, имаш искуство со тој свет и одеднаш правиш настан. Од кај е тоа идеја? Па баш имав статус на LinkedIn, тоа е интересно баш напишано. Значи скроз спонтано беше Немања, прво беше гостин кај мене во октомври и ние тука кога излегувавме надвор пред студио после снимањето, он дојде у недела специјално за мене, јас 7 месеци саав да биде гостин. Значи склоп на некои околности што се стварно нака да се тестира колку сакаш нешто да направиш. И кога се положи тестот, случајно му спомнав дека некој ме прашува од тука агенции за некој настани, дали би он би дошол, колку чини хонорарот за тоа. Онака го прашувам кога сега тебе да те прашам за бейсбол палка колку чини, значи не знам ништо, не знам правила, не знам ништо на таа игра у тој момент. И случајно збориме на таа тема за после 2-3 месеци, исто да се отвори таа тема, да некој да ми побара пак нешто како понуда од него. Он ми испрати некои мелови, некои понуди што ги има испраќано и ми рече јас сакам да дојдам во Скопје, ама ти да ја правиш конференцијата, ти да го правиш настанот и да го направиме за 20 дена во Public Room. Да го букиравме така за 20 дена у некој полутранс, навака натака. Бум, продававме 200 и кусур карти и така се деси, буквално најпросто кажано. Јас само го земав ризикот што он ми го остави така на маса и он ме подбутна, веројатно он процени, тоа баш сега го зборевме на вториот подкаст што го снимавме заедно во Белград, веројатно и он процени кај мене нешто дека има зашо да вложи енергија у некој проект заеднички, што денес се исплати, се одиме заедно у Струмица, уште дупло поголемо ќе биде и слично. Ама па ја го прифатив некако, не знам. Не знам како ти беа тие 20 дена? Турбо хаотични, знаеш, немаш представа ни што правиш, ни карти како се продаваат онлайн, ни исто постери, програма како се прави, па други говорници да најдеш од претходно, ама доста знам и од, знаеш, сакам да се информирам кога ќе навлезам у нешто доста да чепкам на страна и не ми е тешко да измислам нешто или да смислам, например, момент ако треба програма, да ми текне и треба двајца пред него да има да испромовираме некои наши тука, бидејќи веќе ќе биде голем настан, ќе контактирам луѓе што ги знам за спонзори. Нака интересно некако првиот пат е уствари и најубаво кога ќе размислиш, бидејќи го правиш многу некако без некои предзнаења што те кочат натака и го правиш некој многу ослободен на средин, чекаш само да се случи.
И така се случи, и натака продолживме со подкастот. И веќе се направи тоа како идеја за Binext, нели го измислив ја името и тоа исто, нели пред знаење од маркетинг кој имаш одма да можеш да брендираш нешто, а не биде настану празно. И после тоа се случи вториот, па и третиот, сега и четвртиот. И така сега веќе што се повеќе во таа тема некако сме, да, се повеќе во таа тема. Да, тоа е интересно, да знаеш, знаеш, тоа не ми текна се со кој зборавме, ама идејата дека ти у моментов кога ќе ти биде дадена таа можност и да бидеш спремен да одговориш на можност. Па тоа е очигледно целата филозофија. Знаеш, многу пати некој може да каже ама ја немам таква можност, ама чекај дали ти работиш за тоа да ја добиеш таа можност и ако ја добиеш дали би бил спремен да ја испорачаш. Ти си можел буквално да му кажеш 20 дена, извини, ама сега не знам како. Не да се откажеш на пола можеш. Да. Еви претходното што ја правевме огромен настан, носиме прескап говорник. Стварно никој не донел, може бил тој левел говорник кај нас. И значи многу е лесно ти да се откажеш. И секогаш, знаеш, баш и тоа немање што ми го каже, нешто што ми има останато у глава онака и што ми секогаш што ми стои. Вика, знаеш, секогаш ќе имаш право да се откажеш и секогаш ќе кажеш ќе можеш да кажеш емотивно не можев на тоа да поминам, ова беше тумач. Значи секогаш ќе имаш таа врата. Ама целата приказна се крие веројатно позади таа врата и у тоа кај што ќе гураш, кај што ќе се јавиш на екстра број за да смислиш нешто кај што да направиш, како да го изведеш целиот проект. Тоа е веројатно таа ситница. Да, пак да можеш да кажеш дека окей, ова може и нема да функционира, ама ја барем ќе дам се од себе на крај. За да, знаеш, тоа и да уживаш некако процесот, баш тоа имам и искуство огромно ради подкастот, привилегија, тоест голема, да многу успешни луѓе да ми се пријатели веќе лични и цело време, знаеш, и се и настанот кога беше да ми пишуваат како само уживај у процесот, знаеш, ова искуство е нешто стварно точно дека ти можеш да се осеќаш тумач дека зима од тебе, стварно јавно експонирање, јавен настан, стварно е онака доста зезната работа и доста те исцрпува, ама пак треба у целото тоа искуство што го носи тие говорници, тој настан, толку луѓе, типови на луѓе што доаѓаат, но се тоа да гледаш да извлечеш некоја позитивна слика за натака нешто. Да, и как не уживаш, можеш да дојдеш ситуација да после одредено време да се откажеш, што она идејата да celebrate the wins, као слави ги победите, без разлика дали ќе бидат мали или големи, важно е да се прво да се воочи да чека ова е победа, ова е огромна победа или ова е мала победа. Ја така секогаш како студент, тотално не мало, ама после секој испит сакав, окей, идам сега се частам сам на себе. Сме завршили испит, поготоа ако помине супер, повеќето помина среќа. И ама си дозволуваш дека си завршил едно поглавје. Да си дадеш малце. Да си дадеш малце на себе, само да се почувствуваш убаво, тоа е остатокот на тој ден и после тоа се почнуваме пак од ново, знаеш, нов ден, нова страна на некој начин. Да си дозволиш дека чека, окей, ова е супер, браво. Да, и тешко е тоа да си го кажеш, вака, знаеш, звучи многу банално. И кога ќе си кажеш, она уствари тоа е најголемиот проблем. И таму настанува тој проблемот, кога само продолжуваш, кога немаш време да застанеш, се рефлектира и колку е супер ова што го направив година. Јесте, може би беше тешко, нели јас секој си знае, нели, и слично, 3 точки, ама знаеш, и убаво од една страна, и привилегија, и не знам, и сонува во ова да го правам сега. И сега кога е тешко, нормално да е тешко, не знам како сметав дека ќе биде лесно, а и кога ми кажува дека е тешко, ја бев спремен да биде 5 пати потешко. Како одеднаш сега ми е мене тешкото многу тешко. Знаеш, треба да уживаш и а за ова што ми спомнала да се наградиш, тоа баш ми има одстанато од Бога татко сиромашен татко, не знам дали имаш читано. Не, ама знам книгата. Веројатно најдобрата таква книга за предприемништво за тоа, за размислување на таа тема, кај што вика прво секогаш пред нешто да плаќаш, пред големи трошоци, пред слично, прво за себе нешто да направиш, да си купиш, да си допуштиш и многу добар некој и си го користам јас редовно. Пред да исплатиш се живо, сите да пробаш да бидат задоволни, да направиш нешто за себе, за не се остеш на крај па и да се забориш после. Да, беше многу е лесно тоа да се забора и многу е, знаеш, важно како пак и тука ја тоа го гледам како ментално здравје, за ова што збориме, знаеш, како сам на себе и од тука доаѓа идејата како си. Прво, нели тоа прашање си го поставуваме секојаш
еден ден барем не знам колку пати ќе ти го прашам, Да, ама ако се прашаш сам на себе, ако си кажеш окей, чекај бе, ова супер помен, знаеш, Да. тешко беше, едва и успеа, ова ако се десеше немаш, знаеш. да, секој Ама на крајот се деси. окей, браво, супер, пак излезеш, се почастиш, ке не знам, ке си купиш нешто шо и да е, Нешто за ама себе, да. знаеш, ке си кажеш, окей, супер, беше и сега, окей, шо е следно. У смисла, што можеме сега следно да направиме, Да. која е следната работа, која што не, сега ова не функционираше последно, туку, чекај, окей, дај на ова сега ќе градиме и ти од еден Да. настан на втор, на трет, сега четврт. Да, градиш полека и гледаш Да. у кој насока идеш и гледам веќе работите, знаеш, ден за ден да ги гледам ни премногу ни планирање некој, веќе насоката имаш, знаеш што ти лежи, што не ти лежи, знаеш, што полека гледам работите, што по ден за ден некако, што потемелно, некако не без премногу еуфорија, без премногу давање, некој беспотребно, да не знаеш што точно се даваш, него Да. повеќе на таа страна. Дали некојаш е као некој кој што доста работи, има неколку различни цели, дали некој си доживал некој бърнаут кај што си као окей, Сум доживел повеќе пати. да? Да. И со подкастот најчесто, кај што доживуваш, знаеш, да не знаеш како да најдеш начин веќе да продолжиш, знаеш, премногу ти е од моабетите и од се некако од себе си незадоволен, па екипата ти се менува, па гледаноста, па приходите од тоа многу ти висат, инвестираш од други работи во тоа, се даваш премногу предолг период без резултат и тоа е нормално да има некој период кај што ќе ти биде доста веројатно и тоа е нормално. Како излегуваш од тие моменти? Со време некако, не знам, не се откажувам, секогаш гледам да останам у тоа, знаеш, да не ни пресечам нагло, да не правам некои нагли потези, нагли размислувања на таа тема. Едно по едно да се сложува сама некако сложувалката за натака како ќе продолжиш. Ама еве да се држиш до тоа, ајде пак ќе снимам, пак ќе најдам некој. Знаеш, и секогаш и се погодува кога си отворен така, секогаш и се погодува некој да дојде, да има некој нов разговор што ќе те размрда, некоја нова соработка што ќе ти даде така кураж, што би рекле за натака. Секогаш некако и се погодува така кога си со тој мајндсет дека сепак си у тоа уште само нели нормално е преку глава ти е и слично и може и не гледаш реално објективно како би продолжи, зашо би продолжил, ама пак му даваш некако простор. Да, му даваш шанса да можете изненади. Да. Имало ли моменти кај што си морал да кажа, окей, ова е толку, почнам нешто друго или завршувам со ова? Кај што ќе мораш да ги гледаш работи и толку е, мора да се откажеш. Па претходно имало други работи кои се правеле и со агенцијата например кој имаше тој момент со клиенти, во еден момент сватив дека ќе мора да се престане со тоа. Ќе мора да престанам да имам клиенти, ќе мора да се посветам на настанивање на подкастот за да има некоја смисла. И така што го има в тој момент и тој исто беше доста зезнат момент, бидејќи наши финансии се во прашање и некој со години некако работиш со тие луѓе и у таа улога си веќе некако навикнат си нормално ти, а сваќаш дека веќе не те носи напред тоа ништо. И сега ти размислуваш нели smart ways out, а некојаш и нема, некојаш едноставно треба стварно да го пресечеш и веќе кога имаш некоја друга страна кај што се насочуваш и да не филозофирам, нема многу филозофирав на тоа како сега да престанам, па што да правам со тие клиенти, па како дали вака ова да го. Едноставно некојаш кога ќе осетиш дека си го исцедил тоа поле, дека си веќе у друго поле длабоко завлезен, треба само да пресечеш и тоа се случи така. Имав со доста клиенти, со доста работи што ги работев као дизајнер и као маркетинг. Се пресече тоа почетокот на минатата година, значи веќе и одамна. И се пресече тој некој циклус на клиенти на тој тип на работа што носеше приход на последните 10 години за мене, уште од средно. Така што и мора и тие работи се потребни. Некој ставање точка и фаќање приоритет е многу посебно, ама е тешко да се разбере. Мене тоа кога ми го зборија претходно, треба да си дојде некако и природно, знаеш? Мене кога ми кажа треба приоритет и треба да земеш до едно да одбереш, тешко ти е тоа да го сватиш. Тешко ти е поради тоа што не ти е својствено или поради тоа што има страв дека па што ако не функционира тоа или не работи тоа што ќе се посветам? Да. Кој беше кај тебе? Стравот или Па види прво екзистенцијата, пошто и сам се екзистирам подолго време исто. Значи прво тие клиенти имаш некоја сигурна екзистенција, највеќе можеби и тој момент. И што немаш простор да се опуштиш, кога ќе влезеш all in, значи мора одма да најдеш на фидбек од тој all in. Значи идеш баш тоа е вистински all in
И таа некоја екзистенција што ти виси у воздух. Тоа ти прави веројатно страв. И општо екзистенцијата е веројатно најголемиот општо кај луѓето страв. И ти треба некојаш. И мислам дека треба време, знаеш, да свариш тоа, дур се одлучиш и дур си окей со таа одлука, дека окей, ова е таа насока и терам па што и да се деси. Да, и треба природно да си дојде, да не се форсира, знаеш, кога ќе видиш година дена траел тој процес, ами не е година дена толку голем. И е голем, пак 365 дена, ама и не е премногу голем кога гледаш онака од поголемата слика. Пак најнормален период ти требало, што е нормален за сите, за тие работи веројатно да ги обсервираш во глава убаво, да ги обработиш. Некој мозокот си работи у позадина, си бара патерни за да ја донесе одлуката. Да. Да, за некој е многу, за некој може малце, за некој па е доволно, знаеш, и може па и за иста личност година дена у различен дел од животот да ти е различно, знаеш. Да. За ова ти требало година дена, може за 10 години пак имаш нешто кое што ќе донесеш таа одлука за еден месец. Ама да, може за еден ден ќе ја донесеш. Да, за еден ден, знаеш, буквално така растеше, па така го гледаш растот. И сега гледам како многу полесно може да носам одлуки за разлика од пред година дена и тука е некој раст што го онака го прифаќаш каде би, тоа ти е убаво. Мене тоа например ми прави задоволство некога ќе видам дека може да донесам појасна одлука, поконкретна цел да поставам. Тие некои работи ме движат. Да. Со подкастов као се одлучи и баш ме интересира зошто се одлучи со баш за подкаст, баш за и може да кажеш повеќе за идејата околу концептот на подкастот и бирање на гостите. Значи од претходно исто многу одамна кога ти што спомна исто гледав подкасти многу сум фан на интервјуа, на тој концепт, поготово еден на еден интервјуа, голем фан уште од дете, уште од многу мал, не знам зашо. И отвори фирма и следниот чекор што беше у глави, викам се имам фирма, имам 20 години, отвори фирма, кога што ќе правам, како ќе запознам луѓе, како ќе работам, и ми беше нешто логично направам да отворам подкаст, да биде на тема пак тоа што сум јас, млад претприемач, се мотивира, сака да успее, значи самите гости, нели тоа што сум ја е уствари темата на подкастот и суштината. Сав да носам предприемачи, успешни, сав од нив да учам директно и натака нели да ги имам за некоја соработка за било што кај што испадна случајот. Значи најбазични, најкратки црти беше тоа, отворам фирма, не знам што ќе правам, ајде ќе правам подкаст да запознам луѓе, бидејќи контактите се секојаш број еден во бизнисот, како ќе ги запознам тие луѓе, јас немам како да ги запознам, 20 години немам што да им понудам, звони сега со мене да пијат кафе или слично, ајде ќе направам подкаст. И буквално таа идеја. И еве сме веќе 70 епизоди. Да, тоа е интересно, да, кај што некојаш и има моменти, знаеш, кога си во една сфера и кога работиш нешто, мислиш дека па нема 20 години имам, нема ја како сега да напредувам ова, ама она буквално thinking outside the box, кај што па прајање чекор што ќе ти го смени патот, гледаш, тоа е конкретно. И како вака кога ќе размислам, брат, на моменти искрено ја не знам како тоа све почнам, со кој памет сега си викам, знаеш, сега знаеш колку потешко некако е почнало кога ќе знаеш колку работа е, па камери, опрема, едно загрева, друго, па немаше климу, канцеларна 50 степени снимаш. Викам како бе, знаеш, како? Нас не си има решавано едно од камерава за Гостинов да откаже. Мене цело време ми откажува, цело време ми се дешаваат и сега ти работи, него веќе сум толку отрапнат на тоа, ама тој му и првиот подкаст ми беше леле се супер, само да не престане звукот. Марко Тасевски беше гостин, не знам дали го знаеш, можеше да го викнеш на гости, он тату артист може еден од најпознатите кај нас. И другар ми е мене приватно. Не ми беше тоаш другар, ја го викам како однака на подкаст преку луѓе нешто. И викам само да не откаже звукот, све 50 степени у собата, значи ја не знам што се дешава, ни каков муабет нешто го прашувам и он исто истремиран. Значи муабетот не знам, сега баш треба некој ден да го изгледам, сакам, знаеш, ја не се гледам обично, не знам дали се гледаш, не се гледам. И викам само да нема звук, тераме 10-11 минути, пратам на саатот и гледам звукот не се снима. Почине одново, леле, и то почине у милисекунда, почине пак одново, како некој да не чека како уживо да сме. И почнем викам, чим ова се деси на прво, нели тоа баш само тоа што некеш кога да не се сними се материјалов, тоа се дешава, викам, нема замарање. Ја го поминав тоа со тоа добро ми беше. Да, ја го поминав тоа со овој првиот подкаст Јустинијан збори, ние колеги на факултет фаќа вакво корона, и сега што ќе правиме, заедно бевме исто
тоаш универзитетски студентски собрания почнаа пак да се формираат, па активности едно друго, и викам, што ќе правиме, да и подкаст ќе направиме. Што, како? Они двајца од правни, ја од политички, земавме на Zoom снимаме. Тоа не сум отишол Што заврши? Ја политички. Политички, И- ти за политичар. И тоа на англиски. И не сум стварно и отишол да ги гледам пак, пошто знам дека тоа е кринж фест на моменти, ама тоа ми даде Ама си му оној бавина, момент. брат, некоја. Да. И ние, не знам, ја тоа што имав идеја, не идеме видео, само аудио, пошто верував на pure подкаст Да, е аудио, да. знаеш. Сега веќе се е видео, секој подкаст ако не е, освен тие поголемиве може да си дозволат, можеби да не бидат. И на Netflix дое време да има подкасти. Ама тој момент многу мене ми помогна да бидам окей, многу ми е гај. Да, и Значи треба, сега па тоа. во разговор вака ми е многу полесно бидејќи сум го поминал, тоа цела година снимам преку 100 епизоди направивме, пошто снимаме 2 пати у неделата на Zoom, немаме време, снимаме со, знаеш, некој со луѓе, ние имавме 40 минути сами зборевме, па после имавме и гостин секоја епизода. Вие сте правиле као ток шоу. Тоа беше хаос, па Jimmy Fallon. стримавме за амерички избори кои се дешава по 5-6 сати лайв И бевме. таквите ми некои. Све. Лекции. И Интересно. Тоа ти помага тие работи, и сега веќе кога почнеме прва епизода ми беше до душа првата епизода моравме да ја преснимиме. Да? Не ради моја вина. Сандра Лешката се Сандра знае. Ама од тоаш ја тој проблем фала Богу сум го немал. Да, ама има моменти кај што милион работи има што треба да ги поминеш од тоа, па да бидеш кринч, што е најнормално. И тоа ако не можеш да го поминеш, веројатно не тешко да се бавиш општо со било што. И тоа ја го гледам како најголем проблем еве сега и кај луѓево и кај нашава генерација. Значи премногу соди на таа карта, сега ова е да не биде хейт, ама морам реално да го согледам. Се е на карта ако правиш бизнис да биде кул бизнис че, значи кул подкаст че, нешто се на кул да биде, а ништо од тоа не е кул. Да. Значи ништо не во градењето и во правењето, значи тотално не е кул и тотално е само работа, посветување, откажување, жртва за некоја цел што си ја ставил во глава и значи уопште не е за да биде кул. Сега да, во моментов еве сега кај што е Binex или кај што е подкастот, некој авторитет исто добиваш кај луѓето, добиваш некој углед, тоа се ти прија да не се лажеме и убаво ти е многу и таа цена ти си ја платил и у моментов е убаво. Ама до овој момент е толку кринч и толку не кул и толку не е бизнис чек ја правиме и толку е тотално друга сфера некоја, што мислам дека многу луѓе им фали да е, знаеш, сакаат одма да изгледа кул, одма да биде интересно, да биде фенси. Да. Нема и најчесто која е така, јас секој викам, знаеш, која има луѓе, па има многу подкасти едно друго, знаеш, тие подкасти кои што ќе помина тестот на времето, тие ќе останат. Знаеш, има подкасти кои што ќе се појават, не само кај нас, ова зборам уопште. Имаш подкасти кои што не знам, кул се од старт студија едно друго, а после година дена ги снемува. Да, па најчесто така некој што почнува. А некој кој што ќе почне како на нас уште од старт мене целта не ми беше да бидам најголем подкаст у Македонија. Мене ми беше дај да направиме нешто кое што ќе им помогне на младите и на сите останати за ментално здравје. Да. И ако успееме да обстоиме и да направиме тоа е успех. Ама кога идеме со тоа мора да биде кул, мора да биде вака, мора да биде така. И да сакаш кул, да се гледаш кул тоа, не можеш да се гледаш, ќе изгледаш очајно, реално. И у бизнисот што ќе го правиш, и у снимањето, експонирањето, значи усе ќе бидеш лош, па ќе стануваш евентуално со тек на време добар ако се посветиш добро. Мене баш ми No shortcuts, стварно е no shortcuts. Ми беше и ти си го имал кај тебе на гости, мислам, Стефан Нанев. Да. Хитчек. Значи идејата да он сега биде после не знам колку години на YouTube да има, не знам, преку 600-700 илјади сабскрајбери, он цел живот му се пореметува и тоа што мора, знаеш, навечер да биде буден, да гледа утакмици, да прави видеа, дали секој, значи да, супер е да доеш ти до тој момент да заработуваш од YouTube дали и си спремен за други ова страна? Ама дали си спремен ти да ги поминуваш тоа, да немаш социјален живот на моменти и периоди кај што ти мораш од тебе ако ти зависи од да збориме за NBA, ти можеш преку ден да спиеш. Да, и да. Ама дали ти можеш преку ден да спиеш, не? Дали ќе направиш таа жртва социјалниот живот твој да пати ради тоа?
Не секој ќе Убаво направи е тој тоа. муаве човек да си го направи пред било што да почне. Знаеш колку си спремен ти да дадеш се ако збориме Стеф, ајде да збориме не знам светски пример, замисли мистер Бист збориме. Замисли кои глави ги има у светот, еј. Кои луѓе што И тоа, прават пази, поместуваат Мистер она Бист. светот го поместуваат. Мистер, да, мене ми е птен и го сакам. Овој феномен е дечкото. Да, интересна приказна има, пошто он сега тоа што го гледаме Мистер Бист, првите негови години почетоци на YouTube се многу различни. Какви почетоци? Ми тоа баш го сваќаме и документар, баш ме потсеќа ни неговаа приказна и на документарецот на Шварценегер, не знам дали си го гледа. Не. Исто гениален. И баш Мистер Бист ми е таа приказна. Значи тоа кога го гледаш ти патот на Мистер Бист или на Шварценегер, сваќаш дека луѓе што не се откажуваат као нив и што се решени, ти нема како да не успеш. Да. Значи успехот е толку, дури и најмалата работа у целата приказна е на крај тоа успехот, паритета, знае цел свет, најпознат си у Кина, у Јапонија као Мистер Бист се и слично. Ама тоа кога не се откажуваш, кога си цело време на тој пат, за Арнолд поготоа не зборам, Да. најуспешен човек у светска историја, у 3 различни индустрии, број еден у еден момент. Да. Со никако нигде предност немал преголема у тие Поготоа, индустрии, освен можеби да. генетски за телото, ни као глумец, нели имал акцент, као политичар, да не збориме од друга држава, Да. поготоу Калифорнија што е најголем стејт, таму што е најсензитивно, ти знаеш. Да. Значи стварно е, Нема, и а не- Мистер Бист броење од 10.000 назад, значи, тоа кој на кој ќе му Види текне која прво, на глава кој е ќе ти тоа. текне и кој ќе има таа издржливост да направи тоа, сакаш. Што да, може ќе ти текне идеја, ама е многу ова кај ќе направи. а тоа да го преш со години, он има 5-6 години, кога е неговиот, веројатно Мистер Бист 2016-17 има Да. пик, а он снима од 2011 или 2013, значи 4-5 години без ништо. Да, без- и тоа е убаво кажа ти ако И си Џо Роган решителен. исто, првите Исто, 700 епизоди исто, не исто. бил вајрал, знаеш, и сега А, некој ми да. вика ти 70 епизоди, као сега требаше, не знам што да имам ја меншан наводно, оче снимам оче сум правил мовец со 70 луѓе. Малце е така нереално. Ма не, многу е она пак со што споредуваме, која реалност ја гледаме, да. Чујкаш Џо Роган и уште неколку такви подкасти, поготово кои се почнале така на почетокот на 2000-те години, тоа со години им требало да се Баш тоа го прочитав пробијат. 700 епизоди за да Да. биде сега тоа број еден или че Џо А Роган. ние тука збориме. Стварно е малце, стварно е малце ова нашево. Реално збориме. Замисли тука каква сцена би направиле ние после 500 епизоди, после 700 епизоди. Колку би се заматила водата тука, колку промени би направило. Реално. Ама тоа е кој ќе издржи до Па, тие кој ќе 500 и издржи? 700 епизоди, така е. А некој сигурно ќе издржи. Значи тоа е секогаш вистина. Мојот бете на байкерот и на кросфитерот, они ги си Па они се на трајат. дефинитивно Да, најголем најтаков залет пат, имаат, да, да, да. најголем залет. Ама има време, знаеш, и за некој Да. сигурно има А уште и за уште ќе некој. се појават што не И за ги нас знаеме има време сега, да влеземе на тој Да, воз. Знаеш да да. фатиме појак ритам до, знаеш, ситница можеби. Ти Мено, фали. знаеш сега да не почнам со тие размислувања за подкасти, тоа е луѓето ќе ги смориме. Знаеш у какви Добре, гледај, до 47 минута сме сигурно Да, никој нема таман да сме при крај. имаме. може веќе да се гасат, Да ама ние си натерам. го направиме овој муабет. Као што фали Да, у муабетот, да. кои се ситниците. Не, ама тоа е, и знаеш што, може некојаш и да се, знаеш, и да не успееш у тоа што првично си размислувам, ако оставиш истраен и продолжиш со тоа што правиш, Може другата врата од тебе. ќе се таа отвори, да. успешната, Да, кога кај тебе се може подкастов, знаеш, Да. ќе доживее некаков крај, ама со овие настани ти можеш да направиш многу голем бум и Да. тоа да биде таа. И тоа да биде може таа. и двете у исто време, знаеш, Да. може пак подкастот да ти стане приоритет. И тие се тие моменти кои што ако се откажеш нема да знаеш. Ако си се откажал на после првите година дена кај што окей, ај може и нема некој голем успех. Не само што Викаш- нема успех, него ти вложуваш пари и фирма имаш. Значи стварно глупост, живееш, не знам како да кажам, сега да не претерувам. Значи многу претходно бидејќи јас претходно работев, имав солидна работа, имав плюс клиенти на страна, знаеш, имаш и плата и примање од страна. И убаво ти и плата и плюс на страна, нели Балкан Дрим. Да. Као нешто баш. приватно работи и работиш, топ ти е. И сега ти од тоа влегуваш во фирма кај што ти е тешко плата само да си исплатиш, па живееш само со плата минимална, па тоа е месеци, па се снимаш, се експонираш, снимаш со успешни бизнисмени, а ти тука за микрофон склопуваш тој месец. Стварно некои работи кај што треба да си ја спуштиш главата, што веројатно те прави многу подобар човек и да знаеш утре да се спуштиш и сега вакви успеси и сега и нормално и конференциите и заработуваат и стварно у некој добар момент е. Пак не се тоа, не знам какви парма, за мене се е бидејќи си почнал од нула, Да. или се е вау за тебе и знаеш да го цениш, тешко е да те полета нешто бидејќи многу си бил доле спуштен, си бил у ситуацијата многу време. И повеќе У се реалноста. цени, да, повеќе Да, го и ти цениш. сам тоа. си го цениш Да. повеќе, знаеш дека
дека дошло полека и нема што сега да те збесне или да те смени некако на лошо или да забориш сега дека било така, па се одеднаш нова карта и сега ние кои сме. Убаво е тоа за карактерот. Да, и те градите, ти ако ништо друго, знаеш, worst case сценарија ако е единствено нешто ако го земеш од целиот овој процес е да станеш подобра личност. Да. Тоа е победа. Баш тоа цело време ми звони у глава. Третата епизода ми беше со Марио Ивановски, снимав ми он тоа што ми кажа на крај, знаеш ти не можеш да замислиш кај ќе тоа однесе овој подкаст што ќе направи. И сега с ретроспектива после 70 епизоди после тоа си викам вау, што знаеш како што ми кажа. Го имам што направи од мене, кој ролер костер, кој и убави и лоши моменти, ама се вкупно гледано една некоја приказна интересна за овие рани 20 години до 25. И тоа е многу интересно, значи ти кога почнеш имаш некоја замисла, идеја вака да ти е, а уствари кога ќе влезеш по тој пат, без разлика што и да е, се не збориме за подкаст и за тоа што работиме, ама без разлика што и да е, ти не можеш да знаеш кај и некојаш може ќе биде помалку од очекувано, некојаш пак не си ни можел да замислиш тоа што ќе ти се деси. Затоа е битно да почнеш. И целата филозофија be next, тоа што го има ова што го носиме сега и по градови, што ќе го носиме и по села и сегде кај што може е таа идеја. Знаеш, дај си шанса да бидеш следниот на било што напред го чекот биеки. Вака изгледа нереално. Јас знам кога рачунаш ти, кога правиш математика, ова вака подкастот, вака агенцијата, вака настаните, не испаѓа таа математика. Нема тука математичар што може да ги спои ти работи. Да. И кога пробуваш ти некако магично се спојува тоа на крај. Знаеш, кога си даваш шанси, не знаеш се. Знаеш, треба приват, не знам се препуштам ова, гледам повеќе да имам soft skills, повеќе skills на себе да ставам на грб, што ќе ме носат низ тој пат, ама не знаеш ништо. И сега јас не знам ова до тука стигнавме на еден начин. Веројатно сега за следното ниво ќе бара следна верзија од мене и од подкастот и од предавачите и од се. И да, мора егото да оставиш на страна. Мора скроз да го забориш. И да знае, окей, ја не знам се, јас секогаш викам ние една да работиш сакам на подкастов, знам колку подкастов би добил ако ја имам ко-хост. Или не знам, ако додаеме нешто друго. Океј, дали тоа може да направиме, дали има некој кој што тоа ќе може да и исто и со техничкиот аспект. Јас знам дека океј, ова не ми е мене јака страна. И кога имам некој као Сашко што ни е мајстор за тоа, да. Он као мисли така правиме. Да. Дали можеме двајца, дали можеме тројца, па како ќе изгледа, па вака на месец. И мора ти што викаш, ја работам на оно што е моја работа и затоа и функционира до некаде, кај што ја немам проблем он да ми каже вака и вака мора по не то поготово на зидоната кога ти фалат нели тоа кај мене сега гледам да убацувам што повеќе подобри луѓе од мене. И тоа сватив претходно со луѓе. Знаеш, претходно бев во средина во претходната работа кај што учев од сите, имаше постари луѓе од мене ден денес најдобри пријатели и у средина си кај што учиш од сите, растеш, најубав период од животот. И сега премногу се ставив во некоја средина кај што јас шефувам на сите и веќе не можев сам да се поднесам ако ми веруваш. И ти стануваш таков малце и ти зависа 300 работи, нив не име гајле, многу мешаш чувства тука и слично и сватив дека веќе не ме занимаат луѓе што не се подобри од мене. Па макар вака сам 100 работи, па ќе откажам нешто, сакам само со луѓе што екстра еш даваат ова, пошто сакам, знаеш, ме занимаат тие детали сега што ќе го направат Binance, што ќе го направат подкаст нешто специјално искуство. Binance поготово one time experience, како конференција, како настан, целата забава, отварањата, чудата, сакам некој што ќе ми даде ечу тоа, а не знаеш сега да гурам и на крај па не знам, некако сваќам не ми функционира мене така. Јас еден од најдобрите разговори сум ги имал баш во ова, тоа сосема случајно се деси. Нема да откривам кој, ама пошто сега не знам дали можам, ама има кошакарски тренер кој вика имам 3 асистенти. Едниот се согласува со мене, секоја идеја што имам како да играме, што да направиме, се согласува. Вториот со ништо не се согласува. Секојаш кога ќе предложам нешто, одма наоѓа контрааргумент, одма вака треба, и третиот е оне балансер, кој што има, ти кажува, ова ти е коуч, добра идеја, ова... И ми вика, ти мораш да имаш луѓе кои што ќе имаат овие 3 способности. Пошто поготово е сега ако збориме за, ма и ова мислам дека може да се преслика секаде. Да се исто некако кога ќе размисли за се. Значи замисли, пошто тебе ако имаш околу тебе луѓе кои што со се согласуваат, вака е супер, ајде продолжуваме. Или
Или пак ако имаш луѓе од другата страна, само кои што не се согласувате исто, и кога ќе ги склопиш тие некој бленд на и personalities, и знаење, и можности, искуство и све, Деве го добиеш што тоа ти го треба. добиеш. Затоа се овој тренер е еден од најдобрите у Македонија. И има у Македонија е ради тоа што сака да работи тука. Сигурно може и да работи надвор. Тоа е со кој се обкружуваш многу битна работа, ма и тоа се учи полека са градење тим, сваќам, тоа ми е ново поглавје што се отвора, не мора да го знам, као претходно што не знаев камера како се пушта. Да. ISO како се мести, бленда како се мести. Сега веројатно најмалку знам на таа тема и сега ќе ја учам таа тема. Пошто ја гледам евидентен на тој проблем. Дека знаеш, да видиш кои луѓе со тебе ќе однатака, кој ќе се препознат оваа приказна ако станува посериозно, бидејќи ти требаат луѓе. Да. Сам не можеш Не, апсолутно и ништо. ние не сме ни создадени да бидеме сами и да работиме. Поготово не сме сами. создадени. Мене ми беше најголем проблем. Сега сум, тоа сав да спомнели, имам ново студио во склоп на стартап Скопје сум, Мгм. заедно со тимот со Ана, со Бисера исто што водат подкаст и они многу убаво ме прифатија таму. Претходно бев сам во студио и некако испадна скроз на крај, скроз и сам досам што иде од канцеларија овоно. Јас имам многу потреба од социализација, многу сум, не знам како да кажам, онака народен човек, сакам така и пред. Сакам меѓу луѓе да сум, не знам, таа мене теоријата ми е дека луѓето се создадени едни за други. Ние сме создадени, ние упорно нешто бегаме од себе, некои чил модови, некои не знам што палиме, што јесте добро. Ти 2 треба дена, у 3 дена. моменти, ама Да, ама ти викаш четвртиот ден веќе ти требаат тоа, луѓе, тоа, пошто тоа. сме створени како веројатно биолошки, сега јас не сум експерт на таа тема, ама и тоа на LinkedIn баш ми остави многу впечаток, нели статус што беше, демек статус за 2025 People are made for each other и ми беше кога баш го Тоа е репостнав. Најголемата вистина, направени сме едни за други, правиме работи едни за други. Многу едноставно. Да, не ми текнува се кој беше, читав една од подобрите книги што сме читал, Deep Work, па е Cal Newport. И зборуваше за колку, што е длабока работа, зошто е потребно, зошто се тоа имаше, се пак не ми текнува за кој беше, ваква му вика познат научник, вика он на кога треба да прави ресерч, да пишува тези, да прави, си иде на страна 2 недели, само работи, сам све останато. Се дружи со луѓе, работи, знаеш, милион, неколку различни професор на факултет, па нон-стоп е Да. со луѓе, пошто тоа за него функционира, сакаш. Ти кога сакаш да се посве, ја ако сакам, не знам, да напишам книга, ја кидам и се затворам некаде, пошто знам дека ако останам вака со начинот на живот кој што го имам, никош нема да ја завршам, нема ни да почнам таа книга, не па да ја завршам, така. Ама ако знам дека тоа можам, ќе го направам таа. Ама е важно тој социјален аспект да имаш, да Мене ми е да, многу важен. Да биеш помеѓу луѓе, пошто така, знаеш, ако Ментално здравје ми е тоа највеќе. Значи, Ти еве треба кога сме јас луѓето. поготово одам на борење, еве знам тоа како влие, поготово и кога си малце у потав средина исто многу добро влие. Знаеш, и таква средина кај што спортска, кај што сте, знаеш, сите со бистри глави, кај што идејата начелна не е секој дојден раштракан у свој филм, него е дојден за спорт, за тој респект, за слично. Многу гледам како влие на мене, како ме смирува и колку е добро, така што и меѓу луѓе веројатно многу сигурно ствари, па контра луѓе е најлошо за ментално здравје. Да. Кога се осамуваш, кога е тешко, сега знам дека и многу луѓе има и веројатно и проблем, јас од никош не ми било проблем социјализација од дете, милион другари, пријатели, веројатно доста луѓе се и осамени и потешко име да направат таков, нели, бонд со нашите луѓе, да имаат некои посериозни, и затоа еве и подкасти ви ова ние што го правиме, да знаеш дека многу луѓе мене ми пишале дека го гледаат и дека веќе ме чувствуваат како да ме знаат, бидејќи од содржината од подкастот и се у нашиот момент како да учествуваат и им е добро и со тоа да правиме исто Па добро. ја и ради тоа, на пример, подкастите што ги слушаме редовно секоја недела, ги слушаме ради тоа, бидејќи, знаеш, нормално ти не можеш да збориш со тие луѓе, ама се чувствуваш како да си со нив внатре у студио. Да. И да го имаш тој мислење, муавет. знаеш, имаш трето мислење на секој Да. муавет, како да си у муаветот, само со себе си збориш. Да. И што е моќта исто многу интересна на подкаст, но ваков тип муавет, пошај ти сега збориме како на клупа пред зграда. На кафе сме седнати Да. и збориме буквално. И тоа ми е и целта секојаш како да ги имаме овие разговори, пошто не знаеш што од тоа што сме окажале у овие сад време Така на е. некој ќе му влезе у глава или ќе ја земе и ќе ја направи или пак ќе нема да се согласи со тоа, ама пак ќе му помогне да измисли нешто ново. Да, сигурно правиме многу поише него и што мислиме и него и што се цениме, пошто јас знам и од себе гледајќи од претходно
луѓето што ми го смениле животот, што ми го направиле патот, поима немаат за тоа и најверојатно никад нема да узнат и не се тоа, не знам, пресказба големи јутубери, значи колку мали јутубери, колку мали, мислам највеќе јутубери, пошто тоа време сум некако јутуб е дел од мене, јас сега така го гледам многу луѓе, некој никад не пушта јутуб, нема врска. И знаеш колку ти го смениле визијата, ти дале пат некој, поготово за дизајн канали со 300 сабскрайбери што ден денес ги знам, кај што сум гледал, па тоа ми дало визија на така кариера. Колку може и next gen гостиве, поготово што се трудам да ги носам од страна ти гостиве што ги носиш тука за твојата тема, ама и за предприемништво, секој зборам за себе. Колку може некој така да му направи некој шифт на некој да се залета, да проба да направи приказно тоа и никош да не ми каже пошто нели луѓето се и нормално нема да доеме неката муабет, но тоа нема да се ни се спат патиштата, ама имало влијание тоа што го правиме ние. Или некој да размисли за како е днес да си даде простор на таа тема да се пушне, да се подобри слично. Да, ја го гледам тоа како ние засадуваме семења. Тоа е. Николци. Буквално и сега не знаеш. Ама ја можеби го засадувам тоа семе, некој пак ќе те слуша тебе, ти го полеваш тоа. Да. Не знаеш каква улога вршиме. Не знаеш кај си која улога си универзум. Не знаеш и најчесто тие плодови нема да ги видиш. Да. Ја на пример јас се земам сега ги тренирам деца кошарка. Така. Тие 12 деца што ги тренирам, не знам у која, сите се на различно ниво. И кошаркарски, и со интелект, знаеш, како размислуваат, па едниот е 17, другиот 15. И не знаеш колку можеш да им влиеш у животот. Тоа е. Ја прошлиот подкаст ке Владко тоа зборев, на некои луѓе им се, знаеш, не разбират вакви мовети, ама мојот тренер за кошарка што беше, пошто ја цел живот тренирав Чоко, исто у прошлиот подкаст зборев кај Владче од Pixel што бев. Он кога збореше мимо останато у глави денес ми знаеш двигател и на бизнисот и нова што се движаме, една реченица од него, демек не е битен резултатот ако се среди играта. Знаеш, ако е средиш ти геймот, не е битен резултат, пошто сам ќе дојде после, сваќаш, не играте добро. Имаш проблем у играта, имаш дупки, ве пробиваат слично, не правите акција добро. Има некој што премногу шутира, премногу топки зимаш, слично, значи кога ќе ги средиш ти работите тука, небитно трета четвртина, последни 3 минути, четврта четвртина, уште 3 минути до крај. Имаш време да се вратиш и тоа гледаш каква има останало, гледаш кај останало, а сум имал 11 години. Да. И колку е битно тоа и затоа спортот е гениална работа за децата, воопште не за деца и за нас. И сега на пример ти тоа што на 11 години што ти го кажал твојот тренер, ти сега го кажуваш на многу повеќе луѓе и тоа има можност е и убаво е. И ја имав ситуација сега пред некоја недела бевме у Белград на турнир кој што губиме, првите 4 утакмици ги губиме, еден од децата кој што е можеби најдобар екипа вика коуч, ја од у овие 2 дена имам научено повеќе за мене од било што. И тоа е за мене успех, знаеш? Ја како некој кој што сакам да ги дали сакам да поедам нормално, дали цела вечер размислам не може да спиам после порази, тоа е нормално, тоа иде само по себе, ама кога гледаш и сега ја правам лоши и ја може сум направил лоши работи, има и сигурно играчи на кои што можеби и не сум помогнал. Ама кога ќе ги добиеш тие, знаеш, тоа е кога ќе го видиш, тоа кога ќе ти го кажеш, си како окей, ова е тоа зашто го правам. И така се обидуваш да продолжиш да работиш и што ти е целта, како што те носи, дали те носи тоа да можеш да победуваш. Не, мене ме носи да сакам да сменам нивните животи и да си го сменам животот да бидам подобар. Сакаш да растеш и тоа праше баш и со Драган у подкастот што го имавме. Значи само таа промена е вечна кај нас и само тоа е ти е двигател. Глупо ми е со некои луѓе така кога се фаќаш на тема се обидуваш те пари, те статус, тоа све трае еден ден. 2 дена, недела дена максимум. Месец дена ако се залеташ во филмот. Ама таа промена кај себе и тој начин на кој се менуваш постојано, па нови верзии од себе вадиш. Сега јас имам разни идеи на каналот сега што ќе се смени од Next Gen подкаст у Next Gen платформ, пак некои други формати да се појавам. Да си даеш простор, да се промениш така некако се оживуваш како и барем за мојот случај, верувам пак дека кај сите луѓе што ќе се осознат доволно дека промената е усвари најголемиот двигател. Да, и ти помага да продолжиш, пошто некој ти помага да продолжиш. Тоа е усвари клучот што ти треба, што мора ти да тераш на патов. Ние можеме слободно уште неколку епизоди да снимаме. Ама ќе направиме, ти ќе дојдеш следен пат кај мене, ќе продолжиме мојот. Кога сакаш. Ќе продолжиме од кај што застанав. Ајде, за крај, пошто исто ова не ти ни најав.
Исто ги прашувам сите, што би ги прашал оние што не изслушале сега до крај? Значи, оние што издржале сад време да не слушаат, што би ги прашал? Кој е твоето прашање за нив? Што би ги прашал оние што не слушале до крај? Да поврзано од моветот или за нив да си Било постават што. прашање? Може да е поврзано. Па би сакал искрено тие што не слушаат до крај да се уклучат у коментари, пошто тоа многу ни значи на нас и не се свесни колку ни значи. И еве например достат коментар од еден дел од разговорот што им остил впечаток. Например ќе ми значи многу и таков сегмент некој што би можеле да го разработиме во мојот подкаст со Ѓорги на следното гостување, да почнеме од тој сегмент, да го уважиме тој првиот што ќе пише или повеќе луѓе што ќе лајкнат највеќе на коментарот. Многу да се подржи, сигурно ќе го изгледат луѓе до крај да се убоцат со некој коментар. Тоа највеќе секогаш не значи, а многу се слаби луѓе со коментари. Да, нема кај И јас нас слабо поготово тоа, коментирам, да, тоа сега ќе заберам, може и за после да збориме после снимање, ама тој момент да колку само имаме различна култура кај нас, например, во Америка подкаст со 1000, 2000, 3000, 3000 има стотина коментари, кај Да. нас многу Што знам, може и помалку. окей, тоа е, не го И гледам да. никогаш, пошто гледам некој кој ќе ме види, знаеш, од средно некој и го гледам, не да се гледам у чарши рандомно искачени, го гледам у поглед дека прати сега што правам, знаеш, ме вика браво, сврди го поглед гледам дека он нема ни потреба што да ми спомне, гледам како Не, таква поддршка култура има, како сме, му влијава. знаеш, и можеби тоа е окей, тоа е окей. Не можеби, секако тоа е окей. Бидејќи пак Ама може малце контекстот е повеќе важен. комјунити ни фали делото. Ни Ние без фали комјунити community, сме да, ништо. да, Што да. зборевме, не знам дали у подкастот, дали пред. Преска што зборевме шо како рецепт, камера, слично, ни фали делот на комјунити, а тоа е малце поширок проблем. И секој најдобро ќе го обработи тој проблем, тој ќе биде на крај Да. the winner.